Отворена е завесата на јубилејниот 60-ти драмски аматерски фестивал, што годинава се одржува под мотото «Театарот е жив». Во исполнетата сала на Центарот за култура Бели Мугри, на свеченото отворење беа образложени мотивите и задоволството од обстојувањето на една од најстарите културни манифестации во државата. Претседателката на управниот одбор на ДАФ, Кристина Атанасова Арсова, истакна дека и покрај се поголемото влијание на современите начини на комуницирање и представување на уметноста, театарот и понатаму обстојува и го наоѓа своето место за директно да ја пренесе пораката до гледачот. Додека дигитализацијата несомнено донесе погодност и пристапност во нашите животи, да не заборавиме на неизменливата вредност на театарското искуство во живо. Ниту една количина на екрани со висока дефиниција или виртуелна реалност не може да ја долови електричната енергија што се бранува низ воздухот кога светлата се затемнуваат, а завесата се грева. Значи, да ја славиме автентичноста, интимноста и суровата убавина на театарот. Дозволете ни да ја прифатиме моќна оваа аналогна уметничка форма која ни зближува, ги буди нашите сетила и не подсетува на длабоко влијание што може да го има човековата врска. Во свет кој брзо се менува и станува се повеќе дигитален, да ги негуваме и да ги поддржуваме младите актери кои го одржуваат разгорен пламенот на живиот театар. Пред присутните во салата на Центарот за култура Бели Мугри се обрати и градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов, кому му припадна честа да го отвори 60-тиот ДАФ. Благодарение на театарската традиција што има Кочани, излазена пред се преку овој фестивал, голем број професионални актери и режисери на актуелната македонска и театарска филмска сцена се наши сограѓани. Секој нивен професионални успех не прави горди, а нивните први чекори се токму на оваа сцена. Годинава веќе во подобрени услови во реконструираната сала и објект на Центарот за култура Бели Мугри ќе прими 9 театарски состави, меѓу кои од Ниш, Прокопје, Вуковар, Истанбул, кои му даваат меѓународен презнак на драмскиот аматерски фестивал. Во фестивалската седмица пред нас, организаторите, учесниците и публиката нека бидат во синергија и во ова 60-то издание на ДАФ. Сите нека уживаат во представите и придружните фестивалски содржини. 60-тиот драмски аматерски фестивал го прогласувам за отворен. За придонесот во одржувањето и развојот на ДАФ, фестивалската управа им додели благодарници на општина Кочани и Благој Пенов, при што тој го изрази задоволството што по многу децении со реновирањето на салата и внатрешноста на Центарот за култура Бели Мугри, Кочани конечно добива соодветен простор за театарски представи за наредните години. На отворањето на драмскиот аматерски фестивал како гости настапија актерите од театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот од Велес со представата Синиот портокал во режија на Александар Ивановски. Во надпреварачкиот дел на ДАФ е и театарската представа Ноги во музеот во изведба на актерите од Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци, а во ревијалниот дел е стендап настапот на Софија Ристевска. Основното училиште Кирил и Методи го одбележа својот патрон празник. Во рамките на празничната програма свежо цвеќе на споменикот на сесловенските просветители положи делегација од локалната самоуправа предводена од градоначалникот Љупчо Папазов. Исто така почит оддада од раководството на училиштето, представници од Сдруженијата на борци, партиска делегација на СДСМ и представници од граѓанското здружение Јосип Броз Тито. Букет и свежо цвеќе положија и најмалите ученици кои посетуваат оделенска настава. Дел од програмата по повод патрониот празник е и свечената академија, што ја подготвија учениците и нивните наставници. Директорот Даниел Кралев истакна дека училиштето бележи пат на бројот на ученици. Сепак се прават напори да се одржи континуитет во бројката на ученици и на паралелките. И оваа година без никаков проблем, задоволувајќи ги сите законски услови и прописи, можеме слободно да оформиме 4 паралелки овде во Централното училиште и по една паралелка во подрачните училишта. За разлика од минатата година, бројот на ученици е малку помал, паралелките ќе ни бројат од прилика по околу 23 ученици, додека минатата година паралелките броеја по 25-26 ученика.
Но пак ќе речам, значи во глобала ние како училиште сме задоволни бидејќи одржуваме еден континуитет и можеме да ги задоволиме, значи предвидените законски прописи за да ги задржиме сите 4 паралелки. Училиштето Свети Кирил и Методи особено е гордо на своите ученици бидејќи постигнуваат големи успеси. На државниот надпревар по математика што се одржа во Скопје, ученикот Владимир Грчев го освои третото место под менторство на наставничката Бранка Тасева. Земјоделските производители во општина Виница не успеа целосно да го реализираат планот за пролетна сеидба, што годинава е исполнет со над 86%. Засејани се житни, индустријски и фуражни култури на вкупна површина од околу 614 хектари. Од житните најзастапени се пченката, оризот и пролетниот јачмен, каде нема намалување на површините. Според информацијата од подрачната единица на Министерството за земјоделство од Виница, еден од главните фактори што позитивно влијаел врз квалитетот и квантитетот на пролетната сеидба се поволните временски услови. Исто така, овластените добавувачи навреме обезбедиле соодветен семенски материјал. Немало проблеми ниту со земјоделската механизација кај индивидуалните производители. Со оглед на поволните временски услови се очекува во наредниот период да заврши и расадувањето на тутунот и индустријскиот пипер, со што процентот за исполнување на планот за пролетната сеидба ќе се подобри. Освен намалувањето на засејаните површини со индустријски култури, потфрлање има и кај доматите и пиперките со половина од планираното, а целосно е исполнет планот за фуражните култури, при што граорот и сточниот грашок се застапени на 4 хектари. Градоначалникот на Кочани Лјупчо Папазов по повод Националниот ден на власите испрати писмена честитка во која се вели: од мое лично име, но од името на општина Кочани на сите припадници на влашката заедница им го честитам 23 мај Националниот ден на власите, со желби за благосостојба, просперитет и успех во негувањето на влашката култура и традиција. Да продолжиме и понатаму заеднички да создаваме иднина втемелена на заемен почит и доверба, сплотени во различностите, но единствени во остварувањето на заедничките цели. Придонесот на властите во севкупниот општествен живот е значаен, за што изразувам искрена благодарност и почит, истакна градоначалникот Папазов во својата честитка. Одиграни се надпреварите од 20-тото коло на првата фудбалска лига за жени. Женскиот фудбалски клуб Кочани на домашен терен го совлада својот конкурент Борец со 5:0 и сега има предност од 2 бода. Со тоа кочанските фудбалерки обезбедија опстанок за следната сезона во првата македонска фудбалска лига. Екипата на Борец за време на надпреварот не упатила ниту еден удар кон голот на домаќинките, а по 2 гола за домашниот тим постигнаа Донева и Бомбаровска, а на 10 минути пред крајот на надпреварот во листата на стрелци се запиша и Стојановска. Во изминатите 20 кола женскиот фудбалски клуб Кочани забележа 1 победа, 2 нерешени средби и 15 порази и со 5 бода се наоѓа на 10-тото место. Во следното коло в сабота женскиот праволигаш од Кочани ќе гостува против второпласираните Каменица Саса.